Спасител. Во студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Народниот правобранител отвори случај за Гостивар. Проблемот со водата станува предмет на нарушување на основните човекови права. Во овие вести за темата Зоран Јаневски. Да, во потрага по одговори за загадената вода во градскиот водовод во Гостивар се вклучува и народниот правобранител. Тој побарал одговори од 4 институции, 3 јавни институции од Гостивар и Институтот за јавно здравје во Скопје. Народниот правобранител оформил предмет истражувајќи што го нарушило правото на чиста вода за пиење за жителите на Гостивар. Во меѓувреме, случајот со загадувањето на водата во градскиот водовод во Гостивар се најде и на листата матни настани во јули. Таму го смести невладината Transparency International. Сите детали ги гледаме во прилогот. Загадувањето на водата во Гостивар, од кое повеќе од 4000 граѓани побараа лекарска помош поради симптоми на труење и кожни инфекции, ја алармираше и канцеларијата на народниот правобранител. Омбудсманот формираше предмет по сопствена иницијатива за да утврди како дошло до нарушување на правото на чиста вода за пиење. Побарани се информации од Институтот за јавно здравје, општината, јавното претпријатие Комуналец и Центарот за јавно здравје. Во текот на вчерашниот ден добиени се писмени информации од нивна страна, меѓутоа истите не се целосни, бидејќи не ги содржат сите релевантни податоци и околности во врска со проблемот за загадувањето на водата. Од тие причини народниот правобранител ќе се обрати и до други надлежни институции со цел да се добијат конкретни информации. Случајот со гостиварската вода влезе и во фокусот на невладиниот сектор и организациите за борба против корупцијата. Transparency International во својот најнов извештај го рангираше во најматни настани. Загадувањето на водата во градскиот водовод во Гостивар бил сериозен индикатор за можни системски слабости. Поради самата сериозност на ова случка што се случи и потребата да се разјаснат сите околности, односно дали само комуналното претпријатие е криво за ова или има и други виновници кои што треба да се откријат во текот на истрагата и понатаму во судската постапка. Поради овие причини и потребата од брзо разјаснување на овој случај, истиот е сместен во графата матна. Загадувањето на водата во Гостивар во моментов го истражува јавното обвинителство. Одреден е притвор за директорката на Комуналец и двајца раководители. Обвинителството ги сомничи дека сториле тешки дела против животната средина и природата, кога поставиле пумпи во надворешен канал кои внесувале вода во градската мрежа. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А во услови на топлотен бран, жителите на Гостивар се жалат дека нема доволно вода за пиење на пунктовите низ градот, велат дека ги почитуваат препораките на надлежните и не ја користат водата ниту за капење. Состојбата во Гостивар и денеска тема на меѓупартиски обвинувања. Немаше, се завршија. Утре рекоа дека ќе имат. За денеска да. Ви сега значи останавте без вода? Па не без вода, али за пиење немаме. Сега ќе купувате? Па да, мора. А има доволно флаширана вода се носи? Па имат, во продавници има да се купит, да. А вака што ја носат таа што е бесплатна? Бога ми немаше, тука и прескака и пожарната и таму и таму се заврши. Голема на селото. Не може со ај 10 нека бидат, а тие носат 5 палети вода и не стига тоа. Ја користите вака за капење, за техничка употреба, што е дозволено? Па рекоа сега, ама уште имаме сугестии, некако се плашиме. Да. Еве некои симптоми да не ви се појавиле, некоја иритација на кожа? Се немам избањано, не знам, со ова е топла. Знаете, така, да. Се вративме малку поназад со времето. Се плашиме, да. Не ја користиме водата, купуваме, се снаоѓаме. Претходно имаше повеќе пултови за вода, сега малце потешко е. Министерот за здравство Сашо Клековски вчера соопшти дека официјалната анализа на водата за пиење во Гостивар ќе биде објавена дури на 20 август. Во водата има опасни бактерии, а граѓаните на Гостивар сега треба да чекаат уште 2 недели за официјалните резултати. Тогаш, врз основа на кои резултати ја прогласија водата дека е технички исправна и може да се користи. Додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт,
Проблемите се оставаат да се таложат, а граѓаните никогаш не добија отчет што било преземено по сите тие наоди и анализи. Денес истите тие луѓе се обидуваат да држат лекции за одговорност. Талогот од Социјалдемократскиот сојуз и предавникот Венко Филипче треба да им одговорат на граѓаните зошто со години немало институционална одговорност за случаите на небезбедна вода и што конкретно презеле за тие проблеми да бидат отстранети. Македонија е во портокалова фаза, а согласно најавите на УХМР, високите температури ќе продолжат и во наредните денови. Екипи на Црвениот крст денеска им помагаа на граѓаните низ скопските булевари, иако граѓаните велат дека ги почитуваат препораките, сепак брзата помош низ скопските клиники деновиве имаат многу работа. Една чаша вода на секои 15 минути да пијат лица кои престојуваат подолго време на отворено, имаат интензивна физичка работа. На пеколните горештини најважна е хидратацијата на телото, но и почитување на основните препораки за заштита, пишува на сајтот на Институтот за јавно здравје. Оние кои поради обврски мора да излезат и на пладне кога е најтопло, но и долгото чекање на автобус на постојките може да биде освежено со вода која овие денови ја делат тимови на Црвен крст на град Скопје. За 3 дена поделиле над 12.000 шишиња, но знаат да им посочат и на граѓаните на што да внимаваат. Да се избегне изложувањето на сонце доколку е возможно во период од 11 до 17 часот, да се носи светла облека, да се носи капа, очила, сонце, да се пие, напоменавте, вода, да бидете рехидрирани цело време. Во лето при високи температури течностите треба да се внесуваат редовно во текот на целиот ден, а не само кога чувствуваме жет. Најдобар начин за хидратација е водата. Многу пијам течности затоа што е многу топло. Почитуваш препораките што ги кажува докторите? Да, ги почитувам. Пијам секаат вода затоа што надвор е топло и не сакам да качам температура. Пијам 2 до 3 литри на ден. Зошто ги слушаш препораките на лекарите? Да. И дека играм спорт, тренирам фудбал и затоа ми треба хидрација обавезно. По 3 кила. И почитувате препораките на Све, гледаш како, све, сега по ценка чудам. Во време на пеколни горештини Црвениот крст на град Скопје не ги заборава и најранливите групи, како што се бездомниците, старите и пензионерите. Тука се и редовните прегледи од страна на нашите сестри и на таа популација, односно тој сегмент што покријаме околу пензионерите, околу старите лица, така да нашите колеги, почувајќи ги медицинските сестри, така имат зголемен обем на работа околу посетите на постарата популација. Поради високите температури, зголемен обем на работа има и брзата помош. А на клиниката за неврологија е неколкукратно зголемен бројот на пациенти со мозочни удари, колапси и вратоглавици. Топло време ќе има и во следните денови. И затоа треба доследно почитување на советите на лекарите. Сања Димитровска, Сител телевизија. Онколошките пациенти пред Министерството за здравство побараа редовна терапија и трајно решавање на набавките на лекови. Од Министерството за здравство ги повикале на разговор на кој им кажале дека е обезбедено рекордно зголемување на буџетот за онкологија. И доколку проблемот не се надмине и за еден месец имаме повторно ваков застој од недела дена, од 5 дена, од 10 дена, во тој случај доколку не се каже точно кој добавуваче проблемот, бидејќи во последно време слушаме дека се добавувачите проблем, ќе се распоредиме пред сите институции. Што значи, ќе не има пред влада, пред министерство, пред онкологија, ќе не има сегдека и ќе не има пред сите дистрибутери, или воспротивно, да знаеме кои се дистрибутерите кои што прават проблеми, да бидеме кај нив и за да можеме и со нив да разговараме, да ни кажат кои се проблемите со кои што можеби тие се соочуваат, за пациентите на онкологија да добиваат навремена терапија. Министерката за образование вели дека се намалува бројот на средношколци и на студенти, но најдрастично намалување има кај бројот на правачиња. Иако уписите се уште се во тек. Во моментов, според пресметките на Министерството, има 4900 правачиња помалку од минатата година. Бројката во основно училиште е значително намалена и во овој процент се ближи околу над 4000.
деца помалку од лани. Не е дефинитивна бројката, затоа што уште ќе се запишуваат, дел од нив не се пријавени и се надевам дека малку ќе опадне таа бројка, но е страшно голема во однос на демографијата. Жал ми е што морам да кажам, но тоа е факт, тоа и статистика го има објавено, еве сега најновите податоци ви кажувам, бројка над 4000, некаде околу 4900 првачења помалку од лани до оваа година. Колку и да се запишат, уште 2 да се запишат, ќе бидеме со најмалку со 3000 првачења помалку. Тој тренд го очекуваме и следната година, што е поразително за оваа земја. 3,66, ова е просекот од резултатите на матурантите остварени на државната матура. Бројките се речиси идентични како и минатата година. 3,66. Ова е просечната оцена на државната матура за оваа година. Резултатите се скоро идентични со ланската, која се заокружи со просекот 3,69. Надлежните сметаат дека тоа што за првпат се полагаат 3 вида матура: државна, стручна и државна уметничка, вродило со плод, бидејќи секој бил тестиран за оно што го учел во изминатите години. Задоволна сум што 2 години поред се одржува овој просек за разлика од 2024 година, кога изнесуваше 3,26. Одделно, бидејќи, како што реков, годинава за прв пат имаме 3 различни типови на матура, просекот на државната матура е 3,62. Просекот од стручната е 3,91 и просекот на уметничката матура е 3,59. Новите податоци ќе бидат компаративни дури од следната учебна година, кога повтор пат ќе има полагање по новиот модел. Резултатите од матурата покажуваат дека највисок просек има по руски и германски јазик. По математика просечната оцена изнесува 4,3, а по мајчин 3,95. Најнисок просек е забележен по англиски јазик 3,18. Препишувачи имало и оваа година. На 226 деца им е поништен тестот и ќе одат повторно да полагаат во август. За споредба, лани 172 матуранти биле фатени како препишуваат, а во 2024 година таа бројка била 267. Поднесени се 805 приговори, значи од вкупниот број 2,86% од учениците приговарале, дел од тие ученици биле во право и на тие што биле во право им се прифатени приговорите, значи прифатени се 0,95% од приговорите. Повторното полагање на државната матура започнува на 12 август. Ке се реализира во 4 градови на 8 локации. Исто како во јуни ке се полага во амфитеатрите на факултетите и спортските сали, без мобилни телефони и со тестатори. За овогодинишното полагање на државната матура биле пријавени 14.587 ученици, а отсутни биле 2,39%. Најголем интерес имало за полагање на државната матура 12.184 деца, помалку 2276 за стручна матура, односно 127 за уметничка. Габриела Лескова, Сител телевизија. Премиерот Мицковски уверува дека струјата нема да поскапи. Тој тврди дека и покрај високите температури сезоната на наводнување е при крај, а акумулациите биле речиси 70% полни. Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. За разлика од најголемиот дел од земјите во Европа кои што планираат да ја зголемат цената на електричната енергија. И нема да правиме панични пресконференции, нема да повикуваме на внимателност при штедењето, бидејќи водевме сметка многу порано за да не се случи тоа. И тоа врши притисок врз цената на електричната енергија. Бидејќи вие со обновливи извори можете да произведувате енергија, но не може таа да биде базна, па дури и да имате батерии инсталирано. Че вас ви треба базна енергија. Базна енергија во најголема мера произведуваат нуклеарните централи, кои што во овој момент се исклучија. И цените на берзите се огромни. Председателот на СДСМ Филипче од Новосело побара итна истрага и реакција од надлежните институции по синеќешниот напад врз младите социјалдемократи, бидејќи, како што вели, станува збор за сериозен инцидент кој не смее да остане неказнет. Реагираше ВМРО ДПМН. Бараме итна истрага, итна реакција на Министерството
за внатрешни работи. Итна истрага на обвинителството. Кои беа тие луѓе? Затоа што беа активисти на ВМРО, затоа што беа луѓе блиски на Христијан Мицковски. Тие луѓе кои што посегнаа по тоа да физички се пресметаат со младите деца кои, повторно ќе кажам, ја говореа вистината. Упатувам порака. Децата не се сами. Не беа сами синоќа, не се сами денеска, нема да бидат сами ни утре. Ова е знак дека власта е исплашена. Сега е совршено јасно дека талогот во ова општество е Венко Филипче, човек без кредибилитет, без програма и со желба за инциденти, и талог кој е подготвен да жртвува и млади деца за да ја одземе иднината на Новосело и Македонија и да си обезбеди фотели и привилегии. Тоа е прочитана книга. А жителите на Новосело испраќаат порака дека оваа политика е поразена и дека нема иднина. Впрочем, во текот на утрешниот ден ќе успеете да погледнете и разберете кои се децата што Венко Филипче ги нарече деца на Македонија. А со самото тоа ќе успеете да ја процените неговата состојба на ум. Тука е крајот на